Најдобро чувана државна тајна во Република Македонија е колку луѓе воопшто се алиментирани од државниот буџет, а работат во администрацијата. Во администрацијата луѓето се примаат и напредуваат исклучиво по партиски критериуми, а не по критериум на стручност, вештини и образование кои го имаат стекнато. Новата влада, предводена од СДСМ по 11 декември, ќе преземе сет на мерки со кои драстично ќе ја подобри состојбата во администрацијата и ќе овозможи таа навистина да биде сервис на граѓаните, а не партиска испостава на владеачката партија, која служи само како резервоар за така наречени сигурни гласачи. Прво, ние ќе го објавиме регистарот на сите вработени во администрацијата, затоа што тоа не смее да биде тајна. Не заради меѓународната, туку пред се заради домашната јавност и луѓето кои одвојуваат даноци плаќаат за таа администрација да зема плата. Значи, бројката на луѓе во администрацијата мора да биде јавно позната по министерства, по сектори, воопшто во сите нивоа на територијата на цела Република Македонија. Понатаму и во државната администрација нема да се примаат повеќе луѓе со партиска книшка. Единствен критериум за вработување во администрацијата ќе биде знаењето, стекнатото ниво на образование, вештините и пред се професионалноста, компетентноста на тие лица. Не само вработувањето, туку и напредувањето ќе биде според истите критериуми. Она што посебно сакаме да го назначиме, и го кажуваме и досега во кампањата, а и пред изборната кампања. Ниту еден човек што е вработен во администрацијата не треба да стравува за своето работно место по промената на 11 декември, освен оние, а тоа е еден минорен мал број, кои го имаат прекршено законот. Значи, со реорганизација на државната управа, со преквалификација на извесен број од вработените, сите тие ќе ги задржат своите места, затоа што со паметен план за работа, сите тие можат да придонесуваат кон крајната цел, а таа е подобар сервис за граѓаните, а не сервис за владеачката партија и секако не овозможување сигурни гласови за таа партија да остане на власт бесконечно, без оглед на конкретните политички резултати.